Колега Талат, почитувани колеги, почитуван министер, внимателно ви слушав и благодарам за вашето исцрпно излагање овде и за образложението околу Законот за основно образование и за инклузијата. Бидејќи една година, како што рековте, сте работеле, немам причина да не верувам дека сте се осврнале на многу проблеми во донесувањето на овој закон. Но, во контекст на сето ова, имав прилика да зиднам, да направам некакви паралели и некакви споредби со претходниот закон и така натаму. И дојдов до едно моја заклучок дека многу не се разликува овој закон од претходниот кој беше. Има некакви измени, но претежно тие измени, според мене, морам да признам, се на одредени места доста популистички. Доколку го критикуваме, значи дека треба да очекуваме и некакви негативни импликации од страна на граѓаните на Република Македонија. Овдека успеав да најдам јас доста забелешки, не знам дали се имале овие забелешки во предвид, но има забелешки од синдикатот, има забелешки од Македонското здружение на млади правници, има забелешки од Сојузот на хемичари и технолози на Македонија, има забелешки од Институтот за специјална едукација и рехабилитација при Филозофскиот факултет во Скопје, има забелешки од Полио Плюс, има забелешки од Народниот правобранител и така натаму и така натаму. После се ова, по законот има многу работи за зборување, но јас ќе се задржам за една осетлива тема. Се надевам дека нема да ми земете за зло, нити они кои ме слушаат, нити они за кои е наменето ова. Јас ќе се задржам малку на инклузијата, односно на децата со посебни потреби, кои имаат значајно место во овој закон, и имам некои мои размислувања околу недостатоците или некакви решенија кои треба, мислам, заеднички да ги направиме, со оглед на тоа што овој закон е системски и мислам дека треба да се носи со двотретинско мнозинство, но тоа е што е. Јас сум го насловил ова до тие што разбираат или до оние на кои им остана тро памет во државата. Ќе направам еден пресек за да дојдам до она што сакам да го кажам. Институциите за образование, заштита и рехабилитација во Македонија се формираа веднаш после војната. Оваа година Сојузот на дефектолози, сега веќе се вика Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори, славеше 70 години од формирањето на првата установа за заштита, едукација и рехабилитација во Македонија. Покровител на оваа стручна конференција беше председателот на владата. Присуствуваа и неколку министри, значи одбележување на еден институционален развој во Македонија за лицата со попреченост, со кои ние како земја дури може многу да се пофалиме. Но за тоа ќе зборуваме друг пат. А од друга страна сега носиме закон за тотална инклузија и затворање на сите посебни основни училишта, паралелки и така натаму. Иронија, нешто овде според мене не е во ред и треба да се дообјасни. Како што кажав, институционалниот систем се градеше овие 70 години од наши еминентни стручњаци, ентузијасти, практичари, кои беа на усовршување во Советот за постоечката проблематика. Се отворија многу училишта, заводи, установи и институции. Се поставува прашање кои се тие. Прво, за лесно интелектуално попречени лица има 4 посебни основни училишта и скоро во сите поголеми и помали градови има посебни паралелки при редовните училишта за нив. Во поголемите градови посебните паралелки се повеќе, а во помалите има помалку паралелки. Исто така постојат и 2 средни стручни училишта за интелектуално попречени во Скопје и Штип. Популацијата на интелектуално попречени е најголема во склопот на попреченоста. Затоа и е најголем проблемот со инклузијата. Полесно ќе инклудирате слабовидно дете, глувонеме дете или телесно инвалидно дете, но без интелектуална попреченост. Значи проблемот е интелектуалната попреченост, каде дури и најлесната попреченост развојно заостанува за своите врсници кои немаат попреченост. Затоа се отворени овие училишта и посебни паралелки или одделенија при редовните училишта. За потешките деца со интелектуална попреченост има една установа во Скопје, во Топанско поле и друга во Демиркапија. И така натаму. Тука имам наброено повеќе училишта кои веќе постојат во Македонија, а после извесен период тие училишта треба да престанат да постојат, односно треба да се затворат. Оваа широка лепеза на институции, установи и училишта функционира и до денес. Најдобро функционираше до почетокот на 90-тите години. Системот беше поставен и функционираше од така како што треба.
Проблемот е во тоа што државата долги години не најде средства да обезбеди стручњаци, материјали, нагледни средства, пристапни тоалети, превоз, пристапни рампи и многу други работи за кои овие деца со посебни потреби имаат потреба од нив. Ово посебно важи за оној момент кога станува збор за инклузивното образование. Имено инклузивното образование во земјата почна во почетокот на 20-тите години на овој век. Лесните случаи се запишуваа во редовните училишта со обука на наставниците која беше поддржана и финансирана од меѓународни институции и организации. Тогаш беше како што треба. Лесните случаи одат во редовните училишта, а кај потешките во институциите како Заводот во Демир Капија, каде се спроведе деинституционализација, се отвораа посебни домови, се згрижуваа во згрижувачки семејства, секаде каде што можеше да се помогне. И едноставно, од тогаш па наваму, Македонија го прифати методот на делумна инклузија. Стручњаците ја викаат комбинирана, затоа што многу логички, децата кои беа полесни случаи се упатуваа во редовни училишта, а потешките во специјалните училишта и паралелки, каде што порано одеа лесните случаи, и тоа е сосема во ред. Најголемиот проблем е во тоа што, иако Македонија имаше помош, државата многу малку превзема за да се развие квалитетна инклузија. А тоа значи, за да функционира инклузијата, секое училиште, па и градинка, треба да има стручњаци, како што е пропишано во законот, и досега дефектолог, психолог, педагог и така натаму и така натаму. Замислете, инклузијата почна во 20-тите години, а првите дефектолози влегоа во училиштата пред неколку години. Имавме инклузија на хартија, лесните случаи беа во редовните училишта, а со нив ништо не се работеше. Наставниците имаа и се уште имаат проблеми да се снајдат и покрај големиот број обуки кои им се сервираат. Законски е напишано во ред, постои инклузија, но само на хартија. Во интерес на времето, за да стигнам до заплатите на овие луѓе вработени таму да не зборам. Но, сега ќе ве прашам, правиме закон за тотална инклузија, а ни оддалеку училиштата не се подготвени со стручни тимови. Не постојат подготовки на самите училишта во смисла на дидактички материјали, на средства, пристапни тоалети, рампи и така натаму и така натаму. Голем број за овие деца, значи голем број имаат здравствени проблеми, како епилепсија, други проблеми, некои од овие деца носат пелени, памперси, интелектуалното ниво е на многу ниска граница. Јас не знам прво како тоа стручно ќе се имплементира, колку финансиски тоа сето ќе чини. Некои развиени демократии го имаат тоа направено, но со долгогодишна интензивна подготовка, како на пример Данска, Италија, Португалија и слично. Во голем број економски развиени земји, како на пример Германија, Англија, Холандија, Полска, земјите во регионот сите и многу други функционираат со делумна инклузија, што значи дека специјалните училишта, заводи и институции постојат, но во сите нив има безпрекорни услови. Овие истите држави со квалитетно инклузивно образование секаде постојат стручни тимови. Државата одвојува многу средства за децата кои се инклудирани. Да повториме, на овие развиени демократии им беа потребни многу години со своите развиени економии да имаат делумна, но квалитетна инклузија со која се задоволни сите. А од кај нас овде во нашата држава сега се очекува за само 2 години не да го достигнеме тоа ниво, туку и да го надминеме, што би се рекло утопија. Овие мои размислувања се само во насока заеднички да ги направиме овие. Не толку во критика на господинот министер или на тимот кој работел, но мислам дека треба заеднички да ги надминеме овие работи во поглед на тоа да ги заштитиме сите оние деца со посебни потреби. Кажете сега, после ова, кој најмногу ќе страда ако тако донесеме? Се разбира, децата на кои нема да им се пружи квалитетно образование, родителите на овие деца и понатаму наставниците кои сега се соочуваат со големи проблеми. Значи, треба државата да држат настава и да ја реализираат својата редовна програма за работа и истовремено покрај сегашните ученици со лесни пречки и треба да имаат ученици со многу потешка попреченост. И така натаму, и така натаму. Има многу забелешки. Ќе завршам со финансиите. Дали ние сега сме свесни колку ова ќе чини? Дали имате вие како министерство направено пресметка, да повторам, стручен кадар, вработување, комплетно стручни тимови во училиштата, средства за адаптација, на сите постоечки училишта, тоалети, пристапни рампи, лифтови и така натаму, за слепи, за слабовидни, за глувонеми, за посебните паралелки и посебните училишта, што треба сега да станат ресурни центри. Тие ќе имаат финансиски средства или ќе се затвораат. Па, пишува
внатре во законот дека нема да има запишување после 2022 година и така натаму и така натаму. Значи, господине ми, Ви благодарам. ова што сега ви го излагам, Довршите ја мислите. бидејќи, да, само да ја завршам. Времето е кратко, за ова треба да се зборува многу, за ова треба да бидеме пред се хумани многу, за да им помогнеме на овие деца. Сите овие прашања кои јас сега ви ги упатив, можам да ви ги поставам и на пратеничко прашање, се надевам дека ќе ми одговорите во контекст на ова што се треба да се превземе и колку уште финансиски средства како држава ние треба да издвоиме за да направиме се најдобро за овие деца со попреченост. Ви благодарам многу.